Нападите во Париз причина граѓаните на Република Македонија да размислат за својата безбедност. Поради транзитот на мигрантите низ нашата земја, битолчани велат дека се чувствуваат безбедно во Битола, но сепак не ја исклучуваат можноста од потенцијална опасност. Што да ви кажам? Може и сегде да се случи тоа, не само во Париз. Може и тука, сега со луѓето што идат од Сирија, од Авганистан, се може да види. Се чувствуваме, зашто не? Да речем и безбедно и небезбедно. Оти во комшите, ако заигра како викаме, може и тука да се прелее. Кај нас овде да, во Битола посебно да. Во Битола да, во Македонија да. На прашањето дали постои ризик за слични настани во нашата држава, поголемиот дел од анкетираните одговорија дека иако во Битола не постои опасност, сепак се загрижени. Да. Поготово во Скопје, поголем град, може и таму да види. Може не тука во Битола, но за таму може да види. Не. То можно е. Оти како што наговестија терористите со бегалците се движат во колона и сигурност не постои 100%. По моје мислење, па натаму. Па постои ризик, се случи, во Куманово се случи, па таков ризик постои. А вака од поголем обем мислам дека не. Не знам, не сум размислувала. Нападите во Париз го мобилизираа и македонскиот безбедносен врв кој заседаваше викендов и донесе повеќе заклучоци, во најголем дел поврзани со мигрантската криза и менаџирањето на протокот на бегалци низ територијата на нашата земја. Македонскиот безбедносен врв не ја исклучи можноста од подигање заштитна ограда за бегалците како крајна мерка, во случај на промена на ситуацијата на терен. Поставувањето на оградата не би било во насока на затворање на границата, туку за канализирање и ограничување на протокот, во согласност со бројот на мигранти што ќе ги прифатат државите во Европа кон кои тие се упатуваат.